Ви благодарам. Јас се разбира ќе дадам осврт на ова што господинот Адам Марек го зборуваше, но пред тоа практично потекнат од она оние убави воведни обраќања и она почет кон амбасадорот Маркуш, мислам дека и како ние како национално европско движење може треба да имаме еден заклучок да воведеме можеби на 2-3 месеци да избираме некој, не мора да биде секогаш амбасадор, но баш пријател на земјава, бидејќи многу беше кажано и мислам дека има голема вредност и ние многу често во наше општество сакаме да гледаме црните работи, сакаме да ги гледаме неправдите, болките, а имаме пријатели, имаме вистински пријатели и би требало таа димензија да ја истакнеме и ние секако како некое движење тука им дадеме почит, се обидеме подобро да ги вмрежиме, а тоа е и добар импулс кон државата, бидејќи и државните институции некако подобро да ги и почитуваат и да ги користат, да ги вмрежуваат тие луѓе. Сега, као преод на темиве, ја морам да кажам дека заедно со Виктор неколку недели претходно имавме онлайн состанок со господинот Марек, каде што значи побаравме од него да дојде, значи баш многу кратко време имаше во летни одмори и они навистина покажаа големо пријателство, што најде време, дојде и навистина има одлична презентација. Јас секогаш кога сум зборувал на вакви панели, сум сакал јас да кажам нешто ново, поинакво, но мислам дека ова што тој го зборуваше има огромна вредност и затоа мојата дискусија ќе биде фокусирана само на неговиот дел. Прво, мислам дека и кај нас е потребно нешто вакво, значи да има некој одделение или некоја единица која што ќе прави анализи за вредноста на парите и ќе ги прави оние spending reviews. Сега, јас би упатил прашања, имам повеќе прашања. Например, вие имате направено во рамките на Министерството на финансии, какво е искуството во другите европски земји, дали ако се излече надвор од Министерството за финансии, може би можела да оствари поинакви ефекти, бидејќи вие неколку пати потенциравте дека како одделение во рамките на Министерството за финансии, кога сте критички настроени кон некои јавни расходи, опозицијата тоа го перципира и ве вреднува. Сега, кај нас, не само во Македонија и на Западниот Балкан, многу е тешко некој кој што е внатре во институцијата да напише, да направи анализа која што ќе им се допадне на опозицијата, дури и независни тела кои што ги имаме се борат на вистина со тоа. Потоа, според мене, најважно прашање е како да се создаде капацитет. Вие имавте слайдови, изборувавте за тоа. Ние сме сведоци тука дека прво тешко се привлекуваат квалитетни луѓе да работат во администрацијата. Тука се почитуваните академик Беџети, почитуваниот Глигор Бише, знам Фискалниот совет како се бори за неколку луѓе квалитетни да најде, но мојот став е дека ако државата има цел, ако има цел, тогаш да оствари нешто, тогаш тоа може да биде остварено, ако тоа се стави како приоритет. Може би да ни пренесете нешто од вашите искуства и јас чисто моје гледање тука. Например, едно е плати, значи какви плати ќе имаат луѓето за да дојдат да работат, потоа какви обуки ќе може да посетуваат, дали ќе може да додат, не знам, на GVI, ММФ, Светска банка, да малце позборувавме за оние ОЕЦД, ви имате големи можности, сепак за некој квалитетен, тоа се некои предности што ќе може да се гради. И мој личен став е дека во земјава мора
да настојуваме, па и наша задача е тука, бидејќи еве све и она господинот Тилев што го зборуваше за колку ние ќе треба да придонесеме, колку луѓе ќе работат во ЕУ и да го познаваат, значи на крајот ќе треба работата на луѓето во администрацијата да биде достоинствена професија. Бидејќи мислам дека ја ова можеби скоро на секоја дебата го зборувам тука, дека кај нас има во медиумите, не знам од кои причини, но постојани напади и удари на јавната администрација, дека е најлоша, неквалитетна, а тие институции се огледало на нас, на сите. Независно дали сме професори, дали сме бизнисмени, некои во невладиниот сектор, тие се колку што ние сме способни да ги направиме. Моето искуство беше дека луѓето во администрацијата сакаат да бидат вреднувани и почитувани. Тука гледам има повеќе од неколку луѓе што заедно бевме во Министерство за финансија. Ќе ви кажам, можеби никогаш не сум го кажал, кога влеговме, не знам, во првиот месец, неколку раководители на сектори дојдоа кај мене, рекоа, ако продолжиш вака со добро, со луѓево, да знаеш дека ќе пропадне Министерство за финансии, бидејќи овие луѓе не се навикнати вака, туку се навикнати на лошо. Ја не верувам во тоа. После 4-5 месеци нивно вреднување, уважување, мислам дека целата институција се движеше според, се може сум субјективен, но многу подобро од што и јас имав перцепција, бидејќи сите си го знаева своето делче и почаа да го движат. Сега, околу директно на темава, бидејќи вие правите во основа анализи, дали се тие колку се обврзувачки за например, ако напишете нешто негативно или напишете критика, колку е тоа обврзувачки да се прифати или да не се прифати. Знам дека кога направивме онлайн состанок, малце позборувавме за ова, мојот став е дека да, треба да се воведат, дали во Министерство за финансии, дали во некоја друга институција во Македонија, но на почетокот не би требало да биде обврзувачки. Дури се градат тие капацитети, треба да бидат луѓето слободни да пишуваат, да прават анализи, и вашиот пат, она што ни го покажавте, дека од 3 сте дошле на 40 луѓе, тоа го покажува, дека не може нешто преку ноќ да се смени, туку треба да им се даде шанса на тие луѓе. Но една работа потенцирав од тоа што вие го кажувавте, дека е многу важно целиот овој процес на анализи за вредноста на парите да се поврзе со буџетскиот процес. Значи, ако не е поврзан со буџетскиот процес, тој ќе виси во аути и ќе биде целосно непотребен. Значи, ако веќе и ние како движење овде даваме препораки, мора јасно да напишеме дека треба да се размислува за некоја ваква единица, која што ќе им се даде за почеток можеби помало место, но ќе биде вградена во буџетскиот процес. Тоа значи дека во оние редовни годишни буџетски консултации ќе бидат вклучени и ќе бидат видливи нивните анализи. Сега за тоа видливи, според мене најбитно е да има транспарентност, односно да се објавуваат, бидејќи за големите инвестиции, не знам колку сте гледале, и кај нас може да видите, например, некои индикатори, например, секогаш може да видите ИРР, колку е внатрешна стапка на рентабилност, но тоа се технички, јавноста не ги гледа. Но ако има вакво оделение кое што на релативно разбирлив начин и за јавноста ги доближи, значи објасни кои се вредностите, тоа сигурно ќе користи. Една работа што имам потенцирано, господинот Марек рече, едно вакво тело не е работа на надворешни, туку тоа треба да биде во институцијата. Ја тоа 100% во институциите. Тоа 100% го поддржувам. И мислам дека ако ние пишуваме заклучок или препорака некоја, треба така да биде напишана, бидејќи ако треба јасно да знаеме дека ако добиеме од некој надвор од институциите, тој секогаш ќе има интерес.
Значи, независно дали е домашен, дали е бизнис, дали е невладина организација, ако е некој надвор од земјата ќе има друг интерес, значи, таков капацитет треба да се гради внатре во институциите. И еве, преска можеби го спомнав, но и ова ми е потенцирано, како ово оделение да биде популарно и кај опозицијата. Вие имавте еден слайд, брзо брзо го кажавте, можеби тоа е битно да го слушнем. И сега, во кои области, убави беа тие слайдови каде што видовме дека било почнато со помалку анализи, а потоа се ширеле, можеби од вашето искуство, да ни препорачате кои се оние каде што ќе биде најпрагматично да се започне. Например, мене стварно би ми интересирало ова што го имате, да видиме околу финансирање на здравство, тоа апсолутно кај нас би било супер интересна тема, но и се што ни покажувавте и за образование, каков е квалитетот на вложувањето во образованието, во школите, што добиваме, не знам, во земјоделството, која е вредноста, значи, на парите што се употребуваат тамо. Сигурно има можност да се прави анализа. Исто така имам уште едно прашање. Мене ме интересира и политичкиот процес. Како дојде до воведување на вакво оделение во 2016? Кој стоеше за ова? Кој беше тој кој што го промовираше и практично го реализираше создавањето на вакво оделение за вредноста на парите кај вас. И сега имам уште неколку коментари, еве, ќе завршам, реков, нема да должам многу. Беше отворено околу партиите, кои се капацитетите на партиите, тоа е исто со претходното. Ја мислам дека тука не треба да имаме дилема дека институциите мора да бидат тие кои што се силни. Ние имаме проблем со тоа, дека институциите мора да имаат силен капацитет и тие се тие кои што го бранат државниот интерес. Се друго има, дури политичките партии, тие се грижат за некои други своји интереси, да дојдат на власт, а институциите се тие кои што треба да гледаат некоја одржливост на среден, на долг рок, се да функционира како што треба. Околу учеството, за господинот Тилев зборуваше за тоа колку учествуваме на различни состаноци на различни нивоа, но од коморите сум слушнал една идеја која што мислам дека е одлична. Земјава веројатно после толку години преговори со ЕУ треба да бара и да например на важни состаноци да има столче, како ЕКФИН. Например, нашиот министер да биде присутен таму, можеби да не гласа, но да биде присутен, да се мрежува, да ги слуша директно аргументите. Ова го кажувам од аспект на Министерство за финансии, би требало да се размисли со другите. Ви благодарам. Благодарам.